И поскоро еден месец откако потенцијалните роднинско-пријателски вработувања ја разбранува македонската јавност. До антикорупцијска се уште не пристигнале документите за потребната проверка на предметите кои ги отвори Државната комисија за спречување корупција. Претседателката не откри доколку институции испратиле барање за добивање на материјали. Веле дека бројката била голема, но за сега одговорот ни една установа не добила, иако рокот истекува неделава. До сега немаме доставен. Но на крајот на оваа недела им истекува рокот, така да очекуваме дека ќе си го. Дали што додека Па, не многу. го стават на рок? Мо? Што? Па има законот се предвидува прекршачни постапки. За долгото чекање на одговор од државните институции, каде има евентуален непотизам или судирни интереси, реагира и портпаролот на опозицијската ВМРО ДПМН, Димчо Арсовски, кој веле дека е смешно толку долго да се чека за да се испрати потребната документација. Сметам дека смешни се тие изговори, дека се уште се чека документација од институциите и така натака. Еве, ако не може да се овера документација, јас се нудам, јас ќе им ја доставам. Меѓутоа, нивната работа по клучот на институциите, со нивниот авторитет во делот на гонењето на корупцијата, треба самите да може да ги обезбедат. На новинарско прашање до вице-премиерот на владата, но еден од челниците на ДУИ, Бујар Османи, поврзано со можниот непотизам на интегративците, Османи веле дека неговата партија ќе побара одговорност од своите функционери, доколку Државната комисија за спречување на корупција утврди судирни интереси во вработувањето на роднини и високи функционери од ДУИ. Ако антикорупцијска комисија донесе одлука дека има елементи на злоупотреба на функцијата заради непотизам, корупција или било кои други цели, апсолутно ДУИ ќе преземе мерки. И по објавување на скандалите со непотизам, бројката на откази на роднините или пријатели на државните функционери се уште не се знае. Министерот за јавна администрација Дамјан Манчевски веле не ја знаел бројката, но очекувал отказите да достигнат поголема бројка. Инаку Државната комисија за спречување на корупција отвори околу 60 на предмети под допрен глас, каде ќе се проверува дали при вработувањето на лицата блиски до државните функционери имало непотизам или судирни интереси.